Rudnikot Damjan kај Радовиш е еден од ретките ревири на магнетитно-хематитната руда кајнас и во светот, кој работи за потребите на Скопската железарница. За да се стигне до него не е тешко, бидејќи до самата база, каде што се вади рудата, води убав асфалтен пат. Во рудникот стигнавме доцна попладне, но тоа не ни пречеше да ја видиме базата и да се сретнеме со рударите, со оние кои и во зимата и во летото, на дожд и снег, од утробата на земјата ја вадат благородната железна руда. Уште на влезот во базата, од каде што допираше силен шум на машините, се сретнавме со колони кипери кои ја транспортираа рудата. Раководителот на погонот за транспорт, инженерот Ратко Ковачев, ни рече дека се тоа вредни момчиња кои не знаат за умор. Навистина, тие настојуваа што побрзо да го пренесат товарот до сепарацијата, каде што по најкус пат се издвојува чист концентрат. И додека го следевме нивното движење, автомобилот не донесе во главниот коп. Овде, вештите раце на човекот и моќта на машините направиле вистинско чудо. Некогашниот Дамјанов врв веќе го снемува. Овој простор сега веќе личи на огромен котел, полн со гигантски машини, од кои секојдневно за Скопската железарница се транспортираат по 40 тони суров концентрат. Од ова место, живописните тераси, по кои се движат многобројни машини, прават импозантна гледка. Камерата на снимателот Коце Митрев долго луташе во просторот за да ги долови сите моменти, сите рудари кои со помош на челикот продираат длабоко во стените. Додека ја посматравме оваа живописна гледка, овој вриеш од луѓе и машини, раководителот Ковачев со задоволство зборуваше за досегашните резултати и напори што колективот ги прави за зголемување на продуктивноста. Тој вели дека годинава од ова место на Скопската железарница ќе бидат испорачани над 300.000 тони магнетитно-хематитна руда. Концентратот од овој локалитет, кој уште пред 1000 години го користеле римјаните, е еден од најбогатите во Европа. Токму затоа, погледот и на колективот, и на рудникот, и на Скопската железарница е свртен токму кон неговото натамошно проширување и осовременување. Иако временските услови не се најповолни, се настојува да се добие што повеќе и поквалитетна руда. Само за последниве неколку месеци продуктивноста е зголемена за 15%. Тоа го наметна новата санациона програма на Скопската железарница, која е мощно сложена и амбициозна. Радува фактот што колективот цврсто ја прифати задачата да се заложи максимално, вклучувајќи се во општите напори за надминување на проблемите со кои моментно се судрува овој наш гигант. Работиме со полна пареа, вели раководителот Ковачев. И доколку вака продолжи, постои надеж дека санационата програма ќе биде целосно остварена. Неговите зборови силно одекнуваа во просторот. Тие звучеа гордо и решително, зашто новите амандмански услови под кои колективот почна да работи во почетокот на годинава, ги покрена луѓето во одлучна битка за што поголемо и поквалитетно производство. Рудникот Дамјан постана основна организација на здружен труд во составот на предпријатието Рудници и железарница Скопје. Со тоа, како основна единка од 36 организации, и Дамјан очекува малку да во смисол на зајакното самоуправување добие поголема сталност во смисол на правата на самоуправните органи, во смисол што ќе имат одредени права се пренесуват од матичното предпријатие, како во врска со формирање на некои фондови од општествениот стандард, како што се фондот за изградба на станови и слично. Работниците очекуваат од ово амандманско престројување, разбира се, и одредени подобрувања во смисол на сопствениот стандард. Тој се доближува се повеќе и станува се поголем непосреден управувач и со тоа
ќе има можност да се уште повеќе вклучи во самоуправувањето, како во создавањето на материјалните средства, исто така и во нивната расподела. Ние сме добро информирани со овие амандманите до сега, значи се е добро било и добро оде сега, за сега добро напредува. Јас како дамперист до сега, значи така сме добро се информирани со тие работи и мислам дека се надеваме подобро и оде работата, значи секако успешно сега, до сега, значи секако добро оде. Па и надеваме се од сега натам подобро и еве сега некако имаме подобро услови, така почнеме со вие туа, имаме нешто и помош, така да можеме подобро да постигнеме, значи сите тие резултати со руда и тие сите приемни што викат лични давачки што треба. И затоа се ние подобро трудиме секако да можеме да заработиме што повеќе и бодот да не се каче што може некој, ние се трудиме секој подобро производство да дадеме у што викате у предпријатието, па и надеваме се подобро да биде. Киперите, кои силно го заглушуваа просторот, се сменуваа еден по друг, чиниш непрекинат синџир. Калта, што се создаваше со топењето на снегот, не им пречеше на многобројните машини за да го пренесат тешкиот товар до сепарацијата. Оваа атмосфера уште повеќе ја надополнуваа и гигантските булдожери, кои со своите челични раце длабоко продираа во стените, вадејќи ја благородната железна руда. Големиот шум, кој допираше во кабината на машинистот Михајло Јорданов, не ни дозволуваше да поведеме разговор. Јорданов со внимание го следеше движењето на машината, настојувајќи што побрзо да ги товари построените кипери. Овде, како ретко каде, машинскиот парк е опремен со најнеопходните машини за копање и транспортирање на рудата. Нивниот ефект е мощно голем, што овозможува дневно да се пренесат по 70 до 80 тони руда и јаловина. Машинскиот парк е димензиониран према месечното и односно годишното производство, што го даваме во Рудников. Како што гледате, имаме најсовремени машини а условите ни се доста тешки. Тоа е еден од причините за овие зимски месеци. Имаме прилично застои, меѓутоа сепак иде. Даваме дневно околу 5000 тона маса и таа се превезува на јаловиште, односно на дробење. Тешкотиите обично се од таму што поради недостиг на резервни делови, механизацијата е увозна, недостигот на резервни делови ни го кочи производството. Меѓутоа, се трудиме да и со набавка иде нормално, набавка на резервни делови, така да би одржавале едно континуално производство. Машината е основниот чинител за да едно производство тече нормално. Затоа што денес само високата механизација дава добри резултати. Другар Јосифовски, каква е дневната продукција овде кај вас и каква е грижата воопште на рударите тука за поголема продукција? Па тука ние главно ние производство на хематитно-магнетитна руда со содржај на железо од 52 до 56%. Дали тој процент задоволува? Процентот, значи, тоа е поставен према плано и задоволуваме ги потребите кои ги се поставени од железар по захтевите нивни. За да дојдеме до руда, ние претходно откриваме јаловина, раскривка на рудата. Имаме план од руда од 3000 тона руда и... Мислите дневно тоа или месечно? Не, месечно. И за тај месец, значи, јаловина имаме 100.000 тона. Дневно производство од 200 тона руда, значи дневно. И јаловина од 5000 тона.
Рударите се заинтересирани за поголемо извршување на плано, затоа што се заинтересирани сами, зависи колку ќе извршат плано, толку и ќе земат. Еден од суштествените и најсериозни проблеми со кои денеска се судрува колективот на рудникот е флуктуацијата на стручните кадри. Клучните места на рудникот, погонот за експлоатација и сепарација на рудата, потоа за геолошки истражувања и многу други погони, подолго време немаат стручњаци. Досега повеќе пати се правени напори да се реши ова прашање, во прв ред преку обезбедување на најнеопходните животни услови за живот на стручњаците во рудникот. Меѓутоа, без резултат. Овде тие остануваат само кусо време, така што многу иницијативи што биле покренувани за зголемување на продуктивноста или за интензивирање на истражните работи не се докрајчувале, пред се како последица на честите промени на стручњаците кои раководеле со одделните погони. Ние осеќаме потреба особено од високостручна работна сила, во главном инженерски кадар, како рудари, геолози, значи и други од економисти и така натаму. Овој проблем во последно време се повеќе доаѓа до израз, па од тука осеќаме и одредени потешкоти кои, ако сакаш, имат и директен одраз врз самиот успех на работењето на рудникот. Ние излезот моментално го гледаме, очекуваме во стипендирањето. Мислам, стипендираме поголем број на кадрови и тие единствено сметаме по таков начин ќе можеме со сигурност да добиеме соодветни кадрови, инаку по друг начин тешко можеме да го тоа питање решиме, од разлог што не сме во состојба да, пример, дадеме некој материјален стимуланс како би придобиле одредени кадрови од соодветните струки. Према тоа, излезот го очекуваме само од собствени кадрови, од овие кадрови кои ги стипендираме на разните факултети во нашата земја. Во настојувањето за продолжување на векот на рудникот, овде се прават обемни геолошки истражувања. Екипата која работи на остварувањето на оваа програма е помогната од целиот работен колектив, зашто од нејзините резултати зависи колку побрзо ќе можат да се утврдат вистинските рудни резерви на новооткриените ревири. Овој рудник е делимично доволно истражен, а и недоволно. Овие реперните крајните делови не се доволно истражени. Бидејќи резерви секогаш се доцрпуваат, докрајчуваат се тие, тоа современо мора да се доистражува, пошто се има крај. Ние 67 година завршиме доистражување на овој југоисточниот дел овдеки, а на овој дел накнадно имаме разработени некои програми на поблиски локалности кои треба да се доистражат. Овие истраги што се на ова лејште доистражени, тие покажуваат добри резултати, кои покажуваат индици дека треба да се понатака да доистражуваат. Такви локалности имаме Шопор, има водочна тоа е кај Струмица, една поголево Радовишка река и така. Другар Стојановски, каква е воопшто вашата грижа овде за поголема продукција? Нашата грижа е прилично, мислим, се стараме за да биде што подобро и што да биде по норми, да испуниме нормата, да се неисправни, мислим, дампери, машини, багери, мислим, сите тие утоварни машини да се ни што по исправни и уколку што по се добри, мислим, поисправни, ние сме со даеме поголема норма и заработувачката го зголемуваме со тоа. Колку тони, например, испраќате дневно од овде код овој коп? Па ние зависи, мислим, зимската сезона даваме руда количина, мислим само за руда, даваме количина помалце, даваме околу 3-400 тона, мислим, зимска сезона, а летната сезона даваме до 1000 тона, мислим, дневно, мислим, усмена. Вие сте овде најстар работник.
Какви се вашите месечни примања? Нашите месечни примања тука зависи, јас сум високо квалификуван, зависи према за месечната заработувачка, ама се движиме од 220 па до 250 до сега е така било. Од сега што знам изгледа има некои измени там по месечни примања ќе бидат изгледа нешто поголеми. А дали од примањата сте задоволни? Па прилично задоволни сме. Дали сте ви информирани воопште за амандманското престројување во вашиот рудник? Видите, ја можем да речем дека не сме ние формирани сме само толку не сум упознаен јас конкретно со тие работи. Младеновски, колку години работите ви овде во рудник? Јас работам 23 години во рудник Дамјан. Дали сте задоволни од вашата работа? До денеска сум задоволен. Колку се вашите лични примања месечно? Нашите лични примања сега се по нова систематизација, па мислим околу 250.000 динари. Ние на работата се грижиме што повеќе да дајме норма и да земеме повеќе личен доход. И со тоа се интересираме и се од себе даваме што може да се работи. Меѓутоа, од сето ова, што денес е постигнато, колективот не е задоволен. Уште пред 3 години овде почнаа подготовките за реконструкција и проширување на постојните капацитети. Како што ни рече директорот Шукриев, новите инвестициони зафати се во тек. Освен тоа што ќе биде набавена нова технологија за експлоатација на рудата, по прв пат ќе биде воведен и внатрешен коп. Предностите на овие зафати се мощни, големи и амбициозни. Најсушествено е тоа што Скопската железарница ќе добие 25% поголемо производство, а во рудникот Дамјан ќе најдат работа уште 200 до 300 нови работници. И рудникот Дамјан, како основна организација на Скопската железарница, и тој исто има свое место во санирањето на проблемите и појавите кои се јавија во нашето предпријатие. Ние, како рудник, иако малко одвоени, значи просторно од матичното предпријатие, но сепак сме цврсто сврзани, зашто нашиот финален производ представува основна сировина за понатамошното производство на самата железарница. Ние конкретно како Дамјан, иако како еден од помалите рудници, али со својата руда која се посебно одликува од рудата што ја дават останалите два рудника, имаме значајно место, а одликуваме се со тоа што нашата руда одскака во поглед на квалитетот. Железарата е заинтересирана за што поголема количина од нашата руда и така во самата санационна програма се предвидува изголемување на нашиот производен годишен план за околу 15.000 тона. Зголемувањето на таа количина може да се постигне преко создавање на соодветни услови, а во прв ред подобрување на механизацијата преко, разбира се, дополнително инвестирање, потоа решавање на некои проблеми во пелетизација и сепарацијата кај нас, со кое ќе може да се преработува нашата сиромашна руда. Бидејќи реков да Железара е заинтересирана за нашето производство и најверојатно ќе се настојува да се тоа нешто и учини. Исто така престои кај нас и отварање на јамска експлоатација. Тоа е предвидена со програмата за експлоатација на рудата во Дамјан, за која цел има изработено и идеен проекат од страна на Рударскиот институт Белград.
Nekade se predvidova do 75. godina da može da se organizira i jamska eksploatacija na dolните slojevi na magnetitno-hematitnata ruda koja ima vodamlja. Ona što najmnogo impresionira je grižata koja ovde se vodi za podobruvanje na rabotnite i na životnite uslovi na rudarite. Od poodamna v rudnikot postoji rabotnička menza, vo koja rudarite dobivaat besplatan obrok. Osvен toa, dosega se izgradeni i 40 stanovi, a se dodeleni i golemi sredstva za individualna gradba. Vo tek je izgotвувањето на новата програма за целосно решавање на стамбеното прашање на рударите кои досега не добиле стан. Вакви станови во најголем дел ќе бидат изградени во Радовиш и во рударската населба во Дамјан.